Во Хрватска е усвоен закон кој ќе им овозможи на професионалните возачи да добиваат долгорочни визи. Оваа мерка представува значаен чекор напред во решавањето на проблемите со кои се соочуваат транспортерите од земјите надвор од Европската Унија по воведувањето на новиот ЕС систем, односно Entry-Exit систем во Шенген зоната. Овој закон многу ќе им помогне на македонските професионални возачи за непречено одвивање на меѓународниот транспорт, изјави министерот за транспорт и врски вице-премиер Александар Николовски. Хрватска не е единствената земја со ваков пристап, бидејќи претходно истото го направи и Швајцарија. Чекорот што го направи Хрватска со измена на законот за издавање на долгорочни визи е позитивен и е во контекст на се она што го ветија во почетокот на преговорите и разговорите. Така да ова би значело одредена можност дел од превозниците односно возачите да добијат визи со кои што непречено би работеле во Шенген зоната. Муратовска очекува, бидејќи за ова има и најави, и други земји да тргнат по примерот на Швајцарија и Хрватска. Во исто време се уште се работи на издавање на визи од други држави, во кои што влегува и Романија, Германија, Австрија. Исто така се работи и на преговори со Бугарија и со Грција во однос на тие кратки релации каде што речиси секојдневно влегуваат и излегуваат возачите. Проблемот со долгорочните визи во еден период на протести ги принуди транспортерите од целиот Западен Балкан, вклучувајќи ги и македонските.